Ѓорго Ангелевски. Роден 1945 година во село Зовиќ, Маријово. Битолскиот дел, иначе од Скопје до таму е 230 км далеко. Овците позалежаа и гунчето го ставив на оградата. И иде еден камион. Камионот доаѓа, застанува на раскрсницата, шоферот излегува таму врши нужда и јас оставив гунчето и на стапот наврено гунчето и се качив на камионот без да ме виде шоферот. На трупците легнав. И од таму до Битола едно 50 км вози, ама шоферот не знае дека има човек горе. И кога стигнаме некаде во Битола и гледам некои згради високи, кој прв пат ги гледам, за мене е нешто надвор од човештвото. Не ми е јасно. Гужба, полиција, вамо тамо и стигнавме, сега го знам, ама сега се вика Дулието, а тогаш не знам. Стигнаме на раскрстицата, запре се полицаец ме запре и нешто зборува со шоферот, шоферот излезе и почна да се кара нешто. И јас од згора кога станав, патот само пепел и не може никој да ме познае од пепелот од згора. Аз се држам на трупците со двете раци. 50 км. И слегов долу, ме слегува долу и шоферот ми вика, абе, вика, Копиле, кај се качи ти? Од кај се качи? Викам, од Среподата нива. А кај одиш? Па не знам, до Скопје џонам. А овој полицајцот вика, ти знаеш дека тоа е казливо? Дека не смееш вака да се качиш. Ти вика сега казна треба плати шоферот што ти качи, но он не знае дека се качи. Јас овците ги стави, се качи. Распраша каде шо, кај ќе одиш? Јас не знаев кај да одам, мислев да одам кај Вујко во Битола, ама ги излагав, не ќе одам за Скопје. Вујко ми во Скопје живее. А не е така, Вујко ми живее во Битола. И кај ќе одиш? На возот. Добро, ајде ме оставија тука, ми бараше тој шоферот пари, нема пари да му дадам, ми удри на клоца и си останав на раскрсницата. На раскрсницата не знам ништо, ништо. Прашав еден, му викам, абе, каде е возот, кај стое? Рече, ти ми кажува, по тој пат право оди и стигнав до една жолта куќа. На таа жолтата куќа сето полицајци. И прашам еден полицајец, му викам, чичко полицајц, возот за Скопје кај стое? И овие тројца беа, а еден имаше со црвена капа. И почнаа да се смеат на глас. Абе, вика, ние не сме полицајци, бе. Па не, како не, види со какви капи сте, со униформа. Абе, ние сме железничари. А јас не знаем дека и железничарите имале униформа. И викам сега, кој автобус оде за Скопје, сакам да одам за Скопје. Еве, вика, овие сите 4 оде за Скопје. Па во кој да се кача? Во кој сакаш? И отидов јас се качи во тие автобусите. А тие биле вагони закачени 4 еден за друг, а јас мислев автобуси. Се качи во еден и така изморен, папсан, сум заспал. И едно време некој ме клоца, се разбудив и ми вика карта дај. Не знав јас дека треба карта да се извади. И нема пари да платам, се разбудив, ме скорна и ме симна од возот. Од автобусот по мене, а тоа било шинобус. Ме симна на едно пусто место, некаде, кога прашав каде сме, и рекоа сум бил во Браилово. Браилово станица после Прилеп. Нема ништо, само еден по мене полицајец со црвена капа. Дојде, тој ме праша што се случи, му кажа све, му раскажам дека немам пари, во, нова. Ме симна, и сега што ќе правиш, вика, воз нема, дури утре. И тука нема што да купиш, и јадење нема. Викам, имам во торбата од овците, што ми остана леп малце. Ќе седам до утре. Ама пари, викам, нема, како ќе извадам карти, викам, кај ќе извадам? Не бе, рече, ајде, ќе видиме. И се смрачува веќе, заоѓа сонцето. И
Овој со црвената капа дојде кај мене, тамо седев на сонце, јас надвор, дојде и ми вика: момче, ајде да ти предложам јас, сега ќе стигне теретниот воз и да те качам јас со теретниот воз, ако сака да те зема машинистерот, дојди до Скопје. Тој нема да ти бара пари. Добро ми викам, ако треба нешто ќе го работам. Стигна теретниот воз, долг, многу долг, 100 метра може беше, секакви вагони. И стигна тој тука, слегоа, зборуваа малце со тој, ме качија во таа локомотивата која испушташе чат, цело небо го правеше чат, црна локомотива. Се качив натре, тој едниот вози, а другиот чумур тура во печка. И му викам јас: мајсторе, да ти помогнам бе. Хајде помогни. И така од Браилово до Скопје јас цело време турав чумур во печката на машината. Многу ми засака и ме симнаа во Скопје, ми кажа кај да се симнам, и ми дадоа и пари за да ручам. Путешествието до тука, да го скратам, после од таму не знаев кај да одам, затоа што немам никој во Скопје. Тоа беше 62 година во август месец. Но меѓу време некои ме видоа тука на клупата кај седев, селско дете со опинци, со шајачни панталони, кошула волнена шајачна и торбиче селско, само стапот го остави. Седеа тука некои зборуваа, ама не ги разбирав. Почна да ме изборуваат, не ги разбирав. Тие зборуваа на ѓевѓелиски. И ме праша кај одиш. Му кажав све дека што се случи, дека немам кај да одам. И од тие едниот ми вели: сакаш ли да дојдеш со мене? Каде да дојдам? Во Богданци. Што ќе правам? Ќе работиш бе? Ама од се разбиравме, тие не ќе да зборуваат или не знам како, не знаеа баш македонски. И така се издоговоривме, ме качија на возот, ми извадија карта, се вајле, ноќта тргнаме со некој воз, многу убав, со по 5 души во кабина. Седнавме, заспав и кога се разбудив, веќе сонцето грееше, сме стигнале во Ѓевѓелија. Тројцата. А тие кои ме прашав каде биле во Смедревска Паланка да продаваат зелка. Така стигнав до Ѓевѓелија. Од Ѓевѓелија сега ми вика ќе одиме за Богданци 8 километра. Викам, хајде, и јас се спремам пешки. Не бе, рече, пешки, ќојме со магарешка количка. И дојде еден со магарешка количка, не качи тројцата, они торби имаа, јас немав, само имав селско торбе. И се качиме 8 километра со магарето со количката, стигнавме и кога стигнав, тој од фамилијата Кацарски, Богданци, ми даде, одма поручокта ми даде да работиме кај него на нивата и така кај него неколку месеца работев. Се додека се снајдам, па потоа ме запосли во земјоделската задруга Изворски Богданци и така останам во Богданци и од тоа почнува моето школување од средното градинарско училиште во Богданци. Понатаму приказната е малце поинака.